Kako možem da evangeliziram? Kako možem da ga evangeliziram mojите prijatelji, semejstvuto, bez da gi navredam i da gi oturnam od sebe? Сите ние имаме дома семејства, брат, сестра, роднина, чичко, вујко, кои може би не ги делат верските убедувања како што јас верувам, а тие може би имаат различито верување. Може би секојаш или понекојаш е тешко таа радосна вест да ја поделиме со нашите најблиски. Може би полесно таму некој на улици, некој пријател, некој сосед или така натаму. Меѓутоа, Библијата ни кажува дека радосна вест понекогаш ги навредува луѓето. Посебно домашните не може тоа да го разберат. Но еве Исус што кажал: мислите ли дека сум дошол да дадам мир на земјата или да донесам мир? Не, ви велам туку раздвојување. Од сега петина во една куќа ќе бидат разделени. Гледате каква пропорција, каква математика. Петина во една куќа ќе бидат разделени. Тројца против двајца, двајца против тројца. Ќе биде татко против сина си, син против татка си, мајка против керка си, керка против мајка си. Свекрва против снаата своја и снаата против свекрва. Еве ги снаати, и овде се снаат. И свекрвите, и татко и мајка. Но очигледно, браќи и сестри, особено е тешко, понекогаш може би некој ќе се навреди во семејството кога сме често во контакт. Сакаме да му помогнеме, сакаме да му укажеме, сакаме да го повикаме. Бог ни заповедал без разлика какви се околностите да проповедаме, за да немаме изговори, бидејќи еве што кажува Исус: одете и научете ги сите народи, па и они кои се во домот, и они кои се роднини пријатели, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Денеска ќе имало колешно крштевање. Тоа го кажавме и некои во групата. Едната пријателка од селото, а другиот е од Кочани. Зашто го спомнам? Зашто јас сум поврзан со Кочани, со тие луѓе што јутрово мајката од синот повторно ми прати порака за сабот и синој ќе ми прати. Вели, толку сум радосна што денеска мојот Тоше ќе се крсти. Тоше е синот на мајка која Тоше има 45 години, не Тоше мал, него тој возрастен човек, но ете денеска и вели, бидејќи преку предавањата наши се запозна мајката и цела година одржувавме контакт, па и Тоше, јас не мислам дека тој пред неја ќе се крсти. Меѓутоа и она вели, дури и бабата, нејзината мајка, и она ќе се спреми, синот на Тоше кој има 18 години. И тој вика, како се вика, кога вежба тие деца, како ги викат? Ола? Тренира спорт и така натаму и вели, бабо вели, иле што проповеда, иле колегата оди таму, убаво зборува вели за здравата храна. Јас така се хранам. Он да не знае, него самиот така веќе одлучил да биде здрава храна. И денеска ќе имат радост. Иако има падови своји, и цигар оставил, и други работи, слободна сабота добил. Знаете, тоа се два најголеми проблеми кај луѓето. Сабота да добиеш слободна и тие пороци што ги има. Но да се вратиме. Овде вели, јас сум со вас до свршетокот на светот. Браќи и сестри, што треба да правиме? Да се молиме. Понекојаш може би не толку добро да зборуваме во семејство, зашто постојно сме и некојаш ќе бидеме на тере што се вели, но наше да се молиме. Бог да ги промени нивните срца, да ги отвори нивните очи, како што вели Павле во 2 Коринтијаните 4:4. Да се молиме да бидат убедени во Божјата љубов кон нив и да станат свесни за нивната потреба. Еве што кажал Фрањо Асишки. Секогаш проповедајте го Евангелието и кога е потребно, користите зборови. Видите каква убава мисла. Не е битен човекот, битна е пораката. Мислам дека е многу јака. Ние може понекогаш обратно правиме. Многу зборуваме. Фрањо рекол, секогаш проповедајте го. На што мисли? На животот. Секогаш проповедајте го Евангелието и кога е потребно, кога ќе ве запрашат, што тоа значи? Затоа, браќи и сестри, мора да бидеме подготвени.
и храбри во објавување на Евангелието, туку Господа, Бога почитувајте го во своите срца. А бидете, Павле вели, Петар, секогаш подготвени со кротост и страв за одговор на секого кој од вас побара сметка за вашата надеж. Или одговор, браќи и сестри, конечно, треба да имаме на ум дека спасението на нашите најблиски мора да го ставиме на Бога. Ние треба да зборуваме, да проповедаме, ама на Бога да го ставиме нивното обратува. Ние не можеме да обратиме никого. Како тогаш е уште еднаш прашањето да се евангелизира денес? Како да се однесе веста на Евангелието? За да се евангелизира денеска, значи да се вратиме на првата вест, а тоа е дека Бог постои. Тоа луѓето да го разберат, дека Бог постои. И еве што кажува текстот за Исуса. Рековме, молитвата е составен дел од нашето мисионство. Тие денови се искачи на една гора за да се помоли. И ја помина целата ног во молитва кон Бога. А тој се повлекувал на молитва и во други ситуации. Па штом го распушти народот, он се искачи на планината за да се помоли насамо. И таа вечер остана таму сам. Кога зборуваме, браќи и сестри, за организирано мисионство, секако потребни се разни семинари, собери, едноставни излегувања на улица, колпортажи. Сме го правиле, тој го правиме од куќе на куќе, така натаму. Но секако потребна е духовна подготовка. Може би од страна на црквата, надлежните водачи, секретарот, пасторот и така натаму. Излегувањето на улица повеќе не е само убава средба со личности, со луѓе кои поминуваат, кои ќе застанат на штандот, кои ќе прашаат, туку борба за спас на друга личност. Дали верувате дека на сатаната не му е мило кога ќе застанеме таму на плоштад? Дали му е мило или не мило? Не му е баш мило. Тој е вознемирен. Но, браќи и сестри, мора да сватиме дека ние не сме евангелизатори сами со себе. Туку тоа е дело на Светиот Дух. Духот треба да действува преко нас. Кога овој прв чекор е направен добро, излегувањето надвор станува помалку проблем. Иако понекогаш има и доза на страв и на неизвестност. Ова е нормално ако се има предвид дека никогаш ништо не знаеме што не чека. Порано, вие постарите знаете, кога и системот беше друг во Македонија, бранеа да излегуваме. Јас кога бевме во Битола, бев во Струга со колата, тогаш и ставив напред на хаубата и дојде полиција и ме запиша, и ме казнија. Тоа беше 90-те години, уште кога Македонија не беше независна. Сигурно вие сте, и сестра Ленче често кажува како полицијата им зела книги така натаму. Но сега може би е малце подруго, по-флексибилно, по-демократски. Но сепак никош не знаеме што може да се случи. Кога се среќаваме со друга личност, браќи и сестри, треба да знаеме дека 99% од случаите, од самите случаеви, нема да го доживееме обраќањето на овие пријатели таму на тезгата. Никој што нема да се случи. Може би многу ретко. Меѓутоа тоа е процес. Може би таа личност нема да потрче веднаш во црква, но тоа ќе биде првиот замајац или првото вртење духовно кај тие луѓе да разберат и духот да ги води чекор по чекор. Важно е да подсетиме дека духот ги обраќа, Светиот Дух ги обраќа. Ние сме само соработници на Господа. Ако ја сватиме таа ситуација, дека духот ги обраќа, Светиот Дух, тогаш ќе имаме многу поголема радост и успех во нашата работа. Еве ќе се подсетиме само на една приказна од Библијата, од Матеја, а тоа е таа Божја математика, дека само 1/4 од посејаното семе никнува. Еве приказната. Ете излезе сејач да сее и кога сееше, едни зрна падна покрај патот, долета птиците и што се случи? Ги исколува. Други падна на каменито место, каде што немаше многу земја и набргу проникна. Оти земјата не беше длабока, но штом изгре сонцето, тие свена, па како да нема корен. Се исушија, некој падна во трње
izrasna trnjeto i gi zaduši. Drugi padna na dobra zemlja i dadoa dobar plod. Jedno 100, drugo 60, a drugo 30. Ko ima uši, veli ovde na kraju teksta, neka slušne. Evo, to je Božja matematika. Od toliko zrna, toliko samo donele plod. Braki sestri, Bog se griži za plodovite. Ние понекогаш се грижиме много за плодовите, а не се грижиме за подготовката. Не се грижиме за семето. Бог не праќа да го сееме то духовно семе. Бог ќе даде, браќи и сестри, резултати. Наше е да сееме. За да можеме секојдневно да евангелизираме, потребна е секојдневна духовна подготовка. Како што еве сега пролет доаѓа, земјоделците тоа ќе го искористат. Да земјата биде ровка, да се изори, да се станира, да се наѓубри и тогаш доаѓа семето. Нашите најблиски нема да не разберат ниту во едноставните работи понекогаш. Например, зошто се обликуваме така како што се обликуваме кога одиме во црква. Зошто сме прифатили друг ден на обожавање. Зошто сме прифатили друг начин на исхрана. Тоа нашите најблиски тешко ќе го разберат. Но полека, преку Светиот Дух, сето тоа ќе се дојде на свое место. Некој рекол дека треба да живееш така што другите да те прашуваат за Бога, а не да се наметуваш што е вистина. Да, понекогаш треба и ние да се наметнеме, но мора да бидеме многу внимателни кога тоа треба да го направиме. Еве, читам овде текст, зашто понекогаш ние велиме, па јас сум грешен, па јас не сум речит, не можам да проповедам, не можам да зборувам. Но, браќи и сестри, ајде да видиме делото Господово Исус на кого го предал. Обратете сега внимание, ќе дадам им коментар на 2-3 зборчиња. Најпосле им се јави на 11-те, зашто 12-тиот не бил избран. Кога беа на трпеза и ги укори за нивното неверие. Какви били учениците? Со слаба вера. И овде вели текстот жестоко срдечност. Жестоки били, зашто не им поверува на оние кои го видоа воскреснат. Па им рече, одете по сиот свет и проповедите го Евангелието на секој создание. Исус требало се раздели од друштвото, да замине. Требало делото да го предаде во раце. На какви луѓе? Луѓе со слаба вера, вели овде. Исус ги критикува, вели, каде ви е верата? Зашто не поверувале на жените кога рекле, Исус воскресна, гробот е празен. Браќи сестри, може би ние понекогаш ќе се чувствуваме недостојни. Може би ќе речеме, па јас немам таква вера, братот е подобар, сестрата е подобра, таа може, тој може. И ти можеш. Може го имаш тој еден дар. Искористи го. Немој тој дар да го закопаш. Немој тој дар да го отврлиш од себе. Да, не е лесно да се биде сведок. Не е лесно да се биде евангелизатор. Но никош не било ни кажано дека е тоа лесно. Но, браќи и сестри, не сме сами. Не сме сами. Не е лесно, рековме, да се биде сведок, но еве што каже овде текстот. Ако светот ве замрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот и ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Ни еден слуга не е поголем од својот господар. Ако мене ме гонеа, и вас ќе ве гонат. Ако моите зборови ги запазеа, и вашите ќе ги запазат. Но сето ова ќе ви го прават заради моето име. Оти не го знаат оној кој ме пратил. Да не бев дошол и да не бев им зборувал, греф немаше да имаат, но сега тие немат изговор за својот греф, кој ме мрази мене, го мрази мојот Отец. Ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил, греф немаше да имаат, а сега и видоам, и ме замразија мене и мојот Отец. Но нека се изврши словото напишено во нивниот закон, дека ме замразија без вина, а кога ќе дојде утешителот, како што ќе ви го испратам јас од Отецот, Духот на вистината кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи или он ќе сведочи за мене и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Ова го подвлеков, и вие ќе
svedočite. Braće i sestri, pred nas je vreme koga treba da svedočime. Da ime hrabrost, da bideme hrabri, ne za vojinstveno hrabri, međutim vo duhot, da bideme Hristovi vojnici. Da li imаме hrabrost da kažeme ne na mentalitetot što vodi vo uništuvanje? Bez griži niko od nas nema danas. Svi imaju svoji problemi, svoji griži, svoji predizvici, no burite stanovat potivki i našte brodovi na ogjat mirni morenje koga je Hristos o nas. To već mnogo polesno je brodo da se donese do jedno mirno pristanište. So nego ke najdeme hrabrost bidejki, to i go победил светот. Еве што вели, не можеме едноставно да привлекуваме луѓе со убедување или аргументи за Бога. Тие треба да се молат од Бога за Бог. Конечно мораме повторно да научиме дека ни треба помалку дискусија, а повеќе што? Молитви. Повеќе молитви. Дали сме сложни да се молиме еден за друг, да се молиме за престојните предавања што овде ќе се случат. Веќе сестри, колко време поминуваме на овие социјални мрежи? Направете анализа и ќе видите. Колко време поминуваме низ тие социјални мрежи на телевизија. Ајде да донесеме одлука, барем половина час, иако Елена Вајд вели 1 час да одвоиме, еве половина час да земеме, да ја читаме Библијата. Некоја духовно убава книга, која ќе не духовно развесели, која ќе не нахрани, бидејќи ова ни го одзема времето, почнувајќи од мене до сите вас. Свесни сме сите дека ние сме господари на тоа копче, но понекој што копче е многу, многу посилно од нас. Еве на крајот, ова е моја молитва да се случи. Тие се развеселија зашто стивна, а он ги упати кон нивното сакано пристаниште. Паки сестри, тие се развеселија, вели овде Давид, зашто Бог нивниот брод го донесе до мирни пристаништа. Пред нас е евангелизација од 23 до 25 февруари. Библиски предавања во кој Бог од нас очекува ангажман, да ги дадеме своите дарови и способности на Бога, да бидеме мостови или бродови, кај што ќе се качат тие пријатели, ќе ги водиме кон тие мирни пристаништа, кон Христовата црква. Да ги поканеме нашите пријатели и познаници, да учествуваат во оваа духовна гозба. Господ нека ни даде нови искуства и благослови, да стаеме во агендата своја на молитва, да се молиме, да Бог ни даде радост, да ни даде ново единство и нова поврзаност, но да ни даде и нови искуства, бидејќи Бог ја ополномошил црквата негова, што ќе врзете на земјава, ќе биде врзано и на небото. Нека Господ не благослови, нека ни помогне да бидеме вистински негови евангелизатори и помошници. Амин.